Дами и господа, почитувани љубеници во уметност, добродојдовте на 47-те мајски оперски вечери. За помалку од 3 години ќе се наврши половина век од кога живее оваа прекрасна традиција на славење на оперската уметност во нашата земја, и тоа во еден од најубавите месеци мај. Тоа значи дека пред речиси половина век постоела свесност за безвременските пораки кои операта ги носи и вредностите на кои таа не учи. Дека е тоа така покажува и одбраното дело за овогодишното отварање, делото Аида. Со овој избор им оддаваме почит на основоположниците на македонската оперска сцена, кои пред 65 години за прв пат ги изведоа ариите на ова дело. Денес е време на брз технолошки напредок, социјални мрежи, Твитер, фотографии и видеа на Инстаграм, музика достапна на интернет. Целата оваа интернет офанзива, која што ни е на дофат на рака во секое време, ни отвара нова димензија и можност за брзо информирање во политичкиот, но и во светот на уметноста. До нас стигаат информациите за ново музичко дело, нова книга, нова изложба. Но сепак, ако мене ме прашате, сето тоа ме враќа на основата, а тоа е посветеноста и ритуалниот однос кон културата, кон театарот, музиката, операта, литературата и ликовните уметности. Во моите вообичаени говори, посветени на економијата, на растот и развојот, зборувам за реформа во образованието и она што го најавуваме, а тоа е дуалниот систем. Но вечерва сакам да ви кажам дека сметам оти рационалноста оди рака под рака со уметноста, затоа што само така може да постои креативност. Со иста енергија, ентузијазам и љубов треба да им се посветиме на часовите по музичко и ликовно образование, затоа што односот што го градиме кон културата е впрочем однос кон идентитетот. Мајските оперски вечери се доказ дека Република Северна Македонија години наназад гради и негува отвореност за културните остварувања и за уметноците од целиот свет. Преку мајските оперски вечери ние говориме на сите светски јазици, се поврзуваме со други светови, со други култури и ја промовираме нашата култура. Најголема потврда за тоа се и овие вечери, кои не впишаа на светската мапа на културата. Низ годините, значајни европски и светски имиња беа дел од оваа манифестација. Така ќе биде и оваа година. Ви посакувам да уживате во овој месец на оперската уметност. Чест ми е и задоволство да ги прогласам 47 мајски оперски вечери за отворени.